Почитувани, нема крај на криминалиите и на сомнителните сделки во електроенергетскиот систем воден од СДС. Ова е договор тежок 632.000 евра, со кој што РЕК Битола набавува од семејна фирма на директорот на ТЕЦ Неготино. Тој е единствен понудувач, а според РЕК Битола, оваа набавка е неопходна за превенција за заштита од емисии на прашина на отворено, особено при високи температури, суво и ветровито време. Така е наведено во одговорот од РЕК Битола за медиумите. Набавка на средство за спречување на кревање прашина потребно во топли сушни денови со високи температури. Како што веќе е објавено во јавноста, на 20 октомври АД ЕСМ за потребите на РЕК Битола склучува договор за јавна набавка на стоки со семејната фирма на директорот на ТЕЦ Неготино и висок функционер во СДС Небојша Стојановиќ од Неготино, фирмата Хем Алијанс со седиште во село Пепелиште. Собственик на фирмата е неговиот татко, а управител неговата сопруга Милица Стојановиќ. Хем Алијанс се обврзува во наредните 12 месеци за потребите на РЕК Битола да набавува чисто, органско, биоразградливо соединение за спречување на појава на прашина од одложена пепел во РЕК Битола. Вредноста на овој договор со ДДВ е 39.117.000 денари. Подписник во име на РЕК Битола е директорот Пеце Матевски. Почитувани, со владина одлука од 14. јуни ТЕЦ Неготино, акционерско друштво во собственост на државата, е присоединето со АД ЕСМ, а во тек било склучувањето на спогодбата за присоединување. Епа, почитувани, јасна е намерата, уште повидлив е судариот на интереси. Од тука прашуваме, зошто во услови на тешка криза, енергетска и финансиска, сега се прави набавка за суви и топли денови? Дали причината е токму присоединувањето на ТЕЦ Неготино, управувано од кадар и функционер на СДС, со АД ЕСМ, односно да се фати последниот воз за набавка? Дали сега, кога имало само еден понудувач, не можело таа постапка да биде прекината? Дали не било потребно да се запре постапката ако се има предвид дека единствен понудувач е семејната фирма на директорот на ТЕЦ Неготино? Според медиумите, почитувани од РЕК Битола, непрашани споменуваат дека, цитирам, немало судирни интереси, што директно отвара сомнеш дека во компанијата точно знаат за што се работи и дека работата не е до крај чиста. Почитувани, со електроенергетскиот систем воден од СДС, РЕК Битола набавува од семејна фирма на директорот на ТЕЦ Неготино, а двете се дел од АД ЕСМ. И РЕК Битола и ТЕЦ Неготино се водени од високи функционери на СДС. Системот, односно институциите како ДКСК и јавното обвинителство, веднаш би требало да отворат истраги и да одговорат дали ова не е судирни интереси и дали ова не е директно прелевање на буџетски пари кај партиски функционери. Секој ден со СДС на власт, државата тоне се подлабоко во кризи и во сиромаштија, предизвикани од криминал и корупција на власта. Потребни се избори веднаш. Ви благодарам.